година и еве после 4 години денеска е церемонија за затварање на тој проект. Проектот се освршува чекор напред за подобра економија, во рамки на лично образование. За наш училиште проект беше важен, особено чека да и други бенефити, но особено беше важен затоа што како училиште се текнавме со способност се оспособивме да бидеме центар за обука на возрастни во рамки на земјоделие. Значи направивме 5 модули во рамки на тие модули веќе сме спремни да извршиме обука за граѓани. Добро, и еве кога вие почнате официјално со возрастни? Обука за возрастни ќе започне од 2011. Проектот почна 2010, но додека трае подготовките да се подготват модулите, да се текнат услови за изградување на овие обуки, значи со обуките почнавме 2012 веќе и сега предходно веќе државме исто намераваме за доста државни на овие обуки. Добро, колку ученици, колку возрастни практично се знаеле сега? Да, имаме бројка. Значи ученици не, али возрастни обично ова е возрастни. Имаме некаде околу бројка од 100 возрастни кои што е поминало. 100 значи до овие 3 години. До овие 3 години. Добро, кој е партнер во проектот? Партнер во проектот ни е Норгенфел, значи тоа е фондација Норгенфел, тоа е фондација на Норвешка и Факрикум за Organization, the project is funded by the Norwegian Ministry of Foreign Affairs. We have experience with working with adult education in the sector of agriculture, so we are using the expertise and the knowledge, experience also from Moskva into this project here in Macedonia. Значи ние имаме процесот на стручно образование за возрастни. Истиот проект го имаме и во Косово, каде што го применивме исто што го направивме таму за доведеме експерти од таму. And also the sector of agriculture is very important, and through the project we try to influence that strategy forward so that we think in terms of the situation with more trainings and that's a big investment. Значи, градовите многу битен фактор кај нас и преку овој проект дојдовме на фандрите да дадеме помош што ќе подобри статус и економската структура преку практични